Здраво на сите, јас сум Даниел. Добро дојдовте на новиот серијал на Едуино видеоупатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видеоупатства за поддршка на процесот на онлайн наставата. Во ова видео ние ќе се запознаеме како да го користиме Microsoft Teams во насока на учење на вашето дете. Најпрвен ќе се запознаеме со неколку основни поставки кои што можете веднаш да си ги промените на вашиот профил на Microsoft Teams. За да ги пронајдете поставките на Microsoft Teams, потребно е да одите на горниот десен агол, тука ќе имате едно кругче каде што ќе ги има иницијалите од ученикот. Со кликање врз тоа кругче ќе се појават неколку поставки, неколку опции за поставување на профилот. И тоа, најпрвен што можете да забележите е дека можете да поставите фотографија, односно профилна фотографија. Со кликање на Change Picture можете да пронајдете фотографија од вашиот компјутер или пак доколку имате веќе поставена, можете да ја отстраните и да поставите нова. Со кликање на Save ја снимате поставката и одите на Close. Следна поставка ни е поставувањето на нашиот статус. Доколку имаме потреба, можеме да го промениме нашиот статус со одбирање на некоја од овие опции. Понатаму ги имаме нагодувањата, односно Settings. Со кликање врз Settings ќе ни се отвори еден прозорец каде што имаме повеќе напредни нагодувања. Јас ќе ви покажам неколку од овие нагодувања кои што можеби понатаму, доколку имате потреба, да ги поставите. Најпрвен, во табот General можете да го промените изгледот на листата со предмети на ученикот. Основната листа е Grid, односно оваа листа која што ја гледате вие, но можете да ја промените доколку ви е полесно во лист. Сега ќе видиме како изгледа и тоа. Со кликање врз лист, во опцијата лист можеме да разгледаме како изгледаат сега предметите за ученикот. И на истиот начин можеме да промениме пак доколку сакаме да користиме Grid и можеме да забележиме како на овој начин сега изгледаат предметите на ученикот. Понатаму, доколку имате потреба, можете да го промените јазикот на самата апликација со одбирање на табот General, одите најдолу на оваа лентичка и кај што пишува App Language можете да го промените јазикот во некој јазик кој што можеби ви е поблизок. Понатаму, една од поставките која што можеби ќе ви биде потребна е поставката Devices. Со кликање на табот Devices можеме да ги разгледаме поставките за вашите аудио и видео уреди. Кој аудио уред е поставен тука, доколку имате повеќе, доколку сакате да работите на звучници или пак на слушалки, доколку ги имате и двете, можете да си одберете едно од нив. Доколку имате два различни микрофони, еден од вашиот лаптоп, друг е надворешен, можете да одберете кој да го користите тука. Можете да направите тест повик, за да видите дали ви работи микрофонот и вашите звучници. Можете да проверите дали ви работи вашата камера, со тоа што тука би ви се покажала снимка, односно вашата камера како изгледа. Тие се неколку од поставките кои што би можело да ви бидат потребни. Со кликање на X ги исклучуваме доколку немаме промени. Следна поставка е Zoom. Со кликање на плюс или минус можете да го зголемите овој прозорец, доколку имате помал уред, доколку не се гледа добро, можете да ги зголемите самите букви и самите иконки. Понатаму, една од овие опции кои што би можело да ви биде потребна е опцијата Sign Out, каде што можете да се одјавите од овој профил. Влегување и работа во предметите. За да влеземе и да работиме во предметите кои што ученикот ги изучува оваа учебна година, кликаме на главното мени со апликации на иконката Teams, односно нашите предмети. Ке ни се отвори една работна површина каде што ќе бидат излистани сите наставни предмети кои што ученикот ги изучува оваа учебна година и со кликање врз еден од тие предмети влегува во самиот наставен предмет и ќе се отвори една работна површина која што се состои од два дела. На десниот дел се наоѓа работната површина, односно заедничката работна површина
на учениците и наставникот, и на левата страна се отвора еден блок каде што ќе бидат излистани сите канали кои што ги има креирано наставникот. Доколку има креирано канали ќе бидат излистани на тој блок, доколку не ќе го има само канал General. За да одговорите, прашате или пак сакате да напишете нешто што се однесува на самиот пост кој што го поставил наставникот, кликате на копчето Reply веднаш под самиот пост и можете со помош на текстуална порака, прикачување на файл и останатите апликации кои што ги има излистано тука да одговорите на таа порака. Доколку пак сакате да креирате вие некоја порака која што се однесува на целото деление, кликате на копчето New Conversation и ќе ви се отвори поле каде што можете да внесете текстуален дел или пак некој файл. Следниот таб кој што се однесува за работа во тој предмет ни е табот Files, каде што можеме да поставуваме фајлови и фолдери. Препорака е секој ученик да креира фолдер со неговото име и презиме, каде што ќе ги поставува неговите работни документи. Со кликање на иконката New Folder, го впишувате името на фолдерот, име и презиме на ученикот, кликате Create и ви се креира нов фолдер со името и презимето на ученикот. Со кликање врз фолдерот се отвара тој фолдер и тука можете да ги внесете сите документи кои што се однесуваат на тој предмет. Со кликање на иконката Upload Files можете да пребарувате низ вашиот компјутер и да пронајдете некој файл кој што ќе го поставите во таа папка. Следниот таб ни е табот Assignments, односно работни задачи и тестови. Со кликање на табот Assignments ќе ви се отворат, доколку има креирано наставникот, работни задачи или пак тестови. Во случајот гледаме дека има работна задача поставено наставникот, со кликање врз таа работна задача, откако ќе се отвори работната задача, ќе можеме да разгледаме зашто се однесува. Најпрвен што ќе забележиме е насловот на работната задача, потоа датумот и часот до кога треба да се испрати, инструкциите што треба да се направи и што треба да се испрати за оваа работна задача. На десната страна поените кои што би можел ученикот да ги добие и бодовна листа доколку има поставено наставникот. Доколку е потребно вие да поставите некоја повратна информација, како што е документ, фотографија и така натаму, кликате на копчето Add Work и со кликање на Upload from this device можете да поставите некој документ или пак фотографија од вашиот компјутер. Со пронаоѓање на документот од вашиот компјутер, кликате на него Open, чекате да се исполни зелената линија, односно да се аплодира, кликате на Done, имате поставено една работа. Доколку сакате повеќе, кликате на Add Work. За да ги испратите до наставникот за оценување, кликате на Turn In. Ке забележите дека ви се појавува датум кога сте ја предале работната задача. Доколку сакате да испратите подобрена верзија или пак да поправите нешто, можете со кликање на Undo, менаџирање со фајловите кои што сте ги поставиле, односно со додавање на нови, можете повторно да ја испратите со кликање на Turn In. Доколку се работи за тест, исто така можете да го пронајдете или на зидот од тој предмет или во Assignments. Со кликање врз тестот по тој предмет и кликање на зелената иконка кај самиот тест, тој ќе ви се отвори за решавање. Ги имате излистано сите прашања, имате наслов на тестот, имате објаснување за тестот и можете да си ги решите со кликање или пак со впишување на текст. За да го завршите тестот, кликате на копчето Submit. Ќе ви се појави порака за успешно завршен тест. За да контактирате со наставникот, можете тоа да го направите на неколку начини.
Првиот начин е, доколку сте го пронашле наставникот, со глувчето врз неговата профилна фотографија можете или да отворите нов чет или пак директно да впишете порака до наставникот. Со кликање на оваа стрелка ја испраќате пораката. Друг начин на контактирање со наставник или пак со ученик е со кликање на главното мени со алатки, односно на алатката чет. Доколку немате започнато чет со наставникот, со кликање на иконката New Chat и впишување на името и презимето на наставникот или пак неговото корисничко име, што е препорачено, бидејќи се случува да има повеќе наставници или пак ученици со истото име, го пронаоѓате наставникот. Со кликање врз него се обележува наставникот и со кликање врз пораката во работната површина можете да пишете некоја порака. Со кликање на Enter или пак со стрелката Send ја праќате пораката. Освен порака текстуална, можете да испратите и некој файл со кликање на оваа иконка тука, Attach, можете да пронајдете некој файл од вашиот компјутер и да го прикачите во самата порака. Чекате да се прочита, односно да се аплодира тој файл и со кликање на Send се испраќа. За да влезете на онлайн часот, тоа може да го направите на неколку начини. Доколку наставникот има испратено линк кој што води до онлайн часот, кликате на линкот и ќе ве однесе директно до онлайн часот. Доколку наставникот ви има испратено линк надвор од Microsoft Teams, како што е Messenger или пак мејл, го копирате линкот, го вметнувате во полето за адреси, кликате Enter. Доколку ве праша како да ви го отвора овој линк понатаму, селектирате секогаш да го отвора преку Microsoft Teams апликацијата, кликате Open и ќе ве внесе на самиот онлайн час. Доколку пак наставникот го има креирано онлайн часот во самиот наставен предмет, влегувате во наставниот предмет, го пребарувате ѕидот со постови, ја пронаоѓате иконката со календар, кликате на неа. Откако ќе ви се отвори ова прозорче, кликате на Join и влегувате на онлайн часот. Најпрво исклучувате камера и го исклучувате микрофончето, кликате на копчето Join Now и влегувате на онлайн часот. Откако сте внатре во самиот онлайн час, имате неколку опции кои што можете да ги користите. И тоа, на лентата со алатки, првата алатка ви е да ви ги прикаже сите учесници во овој онлайн час. Со кликање врз неа, на десната страна ќе ви се отвори еден блок каде што се излистани најпрво наставникот на ученикот, потоа сите присутни на онлайн часот и сите останати. Следната иконка ни е чет. Од тука директно можеме да контактираме со сите учесници на самиот онлайн час со помош на впишување во долниот дел текстуална порака или пак имаме опција за прикачување на некој документ. Со кликање на Attach, Upload from Computer, можеме да прикачиме некој документ и кликаме Send. Следна опција ни е опцијата за кревање на рака. Доколку сакаме да прашаме нешто, наместо веднаш да го вклучуваме нашиот микрофон или пак камера, најпрво би требало да кренеме рака со кликање врз оваа иконка. Наставникот ќе забележи дека сме кренале рака и ќе ни даде можност за зборување. Доколку завршиме со зборувањето, кликаме пак на раката за да ја спуштиме. Следна опција која што ни се нуди на онлайн часот ни е опцијата за вклучување на камера или пак вклучување и исклучување на вашиот микрофон. Доколку сакате да излезете од онлайн часот, кликате на црвеното копче Leave, кое што се наоѓа на горниот десен агол.